Почитувани гледачи, во 14 емисии говориме за медиумската писменост, појава, потреба и значење и пред се зошто е важна. Ова емисија ја посветуваме на нејзината потреба за присутност во образованието, односно во наставниот процес во Македонија. Луѓето се соочени со најразлични видови на информации, пласирани на најразлични видови медиуми, а медиумската писменост е исклучително важна вештина во ова дигитално време и стил на живење. Изворите на информации се различни, традиционални и современи: телевизија, радио, весници и списанија и мноштво на дигитални облици на комуникација: Твитер, Инстаграм, Фејсбук, мобилни апликации, хаштази, што уште не, текст пораки, видеоигри, видеопораки, клипчиња и филмчиња, како и многу други форми на медиумско изразување. Но медиумите најчесто споделуваат едно нешто: некој е креатор на производот што се нуди, а тоа е направено со причина. Токму затоа умното размислување и развојот на критичката мисла се дел од медиумската писменост. Луѓето имаат потреба од комуникација, но имаат и потреба да развијат способност која ќе им овозможи да ги разберат, преведат и да ги користат информациите што ги добиваат, односно потребно им е познавање од медиумска писменост. Уште повеќе, вештините од медиумската писменост им се потребни на младите и затоа веќе се појавува како императив нејзиното вметнување и изучување во образованието. Денеска зборуваме за еден мощне голем проект на USAID, проект за медиумска писменост. Младите размислуваат, го спроведуваат IREX, кој е голема меѓународна организација од Вашингтон, заедно со локални партнери од тука, од Македонија, Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии и Младинскиот образовен форум. Тоа стратешки партнери во целиот овој проект ни се Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Кога велам дека е многу голем проект, зборуваме за 5 годишен проект кој што ќе опфаќа многу сегменти од формалното и неформалното образование и кој што за прв пат влегува во наставните програми на формалното образование, почнувајќи од прво оделение до крај на основното образование, до 9-то оделение, и во средното образование, значи од прва година средно до крај на средното образование. Тоа е мощен, важен процес кој што сме една од ретките држави во регионот кој што го започнуваат. Тоа е процес кој што, да речеме, во Европа или во други земји е веќе направен години наназад. Заедно со Бирото за развој на образование, во целиот овој процес на реформирање на наставните програми, ние учествуваме со лекции и со сегменти од медиумска писменост кои што ќе бидат вклучени во предметите за мајчин јазик и во други останатите предмети на различни начини. Тука зборуваме не само за медиумска писменост, тука зборуваме исто така и за критичко размислување и за аналитичко мислење, кои што се исто така дел од вештините или дел од сегментите на медиумската писменост. И затоа велиме дека ова е многу голем, важен, и јас дури во неколку прилики го нареков и револуционерен проект за образовните процеси, особено кога се работи за медиумската писменост. Кога зборуваме за надвор од формалното образование, ќе работиме многу и на неформално образование, на многу обуки во младинските клубови кои што ги организира и работи со нив Младинскиот образовен форум. Ќе работиме на високото образование. Во наредните 2-3 недели ќе организираме еден настан на кој што доделуваме 4 гранта на факултети од Македонија, кои што благодарение на овие грантови ќе создадат, ќе креираат предмет за медиумска писменост и ќе го вклучат во нивната наставна програма за нивните студенти. Организиравме до сега еден многу голем симпозиум на кој што
Учествуваа многу меѓународни експерти за медиумска писменост, тие кои што се во областа ја знаат Рене Хоп, се прво име на медиумската писменост и таа беше на нашата конференција, зборуваше и сме особено горди на тој момент. Се разбира, благодарение на тоа што се случуваше, ние имавме можност да организираме големи онлайн настани и на тие онлайн настани да присуствуваат и луѓе од целиот свет, така што тоа е само еден мал позитивен дел од сите негативни работи кои што ни се случуваат со короната. Кога говориме за медиумската писменост, треба да имаме предвид дека секој еден треба да ги познава 5 клучни прашања што треба да се постават. Кој ја креира пораката што се испраќа? Кои техники се користени за да се привлече вниманието? Како може другите луѓе да ја разберат или интерпретираат пораката различно од мене? Дали некои вредности или ставови не се застапени или се испуштени со оваа порака? Зошто оваа порака е испратена? Поставувајќи си ги овие прашања, вие можете да ги анализирате медиумите, нивната рефлексија и доколку има потреба може да реагирате. Истовремено јавноста треба да биде свесна и за индикаторите кои што укажуваат на тоа што се смета за медиумска неписменост. Од 80-тите години на минатиот век пред се, заради активностите на УНЕСКО, медиумската писменост стана составен дел од образованието во многу држави во светот или стана дел од развојните образовни планови и наставни програми. А во последните 2 децении се дава поголемо значење на политиките и регулативите за медиумите. Во Македонија, иако со години има одредени обиди, се чини се уште не се знае доволно за значењето, улогата и важноста на медиумската писменост. Динамиката и разновидноста на новиот вид на медиумско обкружување ја наметнува потребата да се знае како да се справите со неконтролираниот наплив на информации, фотографии и видеа и да знаете како да разликувате сигурни извори на информации. Ова е важно за да може правилно да се проценат и да се изберат информациите, што пак бара нов вид на вештини кои што ќе бидат корисни за да се справите со виртуелниот свет. На овој начин се охрабруваат аналитичкиот пристап и критичкиот начин на размислување, што придонесува за развој на граѓанската и јавната свест, а со тоа се постигнува и поголема демократизација на општеството. Министерството за образование и наука минатата година го започна процесот за воведување на медиумска писменост во основно образование. Идејата беше да не се оди сукцесивно, туку со промена на наставната програма во материјалите од 1 до 9 одделение. По однос на медиумската писменост, секако активностите кои што ги започнуваме со организацијата IREX, значи поддржани од USAID, секако дека е засновано токму на овие документи. Всушност, по-конкретно зборувам за националните стандарди кои што се изготвени од страната на Бирото за развој на образование. И во истите се дефинирани компетенциите кои што треба да се развијат кај учениците до крајот на основното образование и во рамките на 8 подрачја, особено подрачјата што се однесуваат на јазична писменост, било тоа да е од областа на мајчините јазици или пак странските јазици, секако е дека е најзастапен аспектот на медиумска писменост. Медиумската писменост не дека и досега не било дел од наставните програми, нели сите се сеќаваме на темата од наставните програми медиумска култура, но секако под влијание на развојот на технологијата и секако и на науката воопшто и на педагошката наука. Секако, нели, одиме во чекор со времето и оваа тема, нели, се осовременува од аспект на, нели, развивање на компетенциите учениците за медиумска писменост и веќе во темата на медиумска писменост, тргнувајќи од националните стандарди, се инкорпорираат, односно се интегрираат резултати од учење, стандарди за вреднување на учениците, а кои што се однесуваат на медиумската писменост. За јавноста е општо познато дека во последно време, нели, е актуелна концепцијата за основно образование и веќе започнува имплементација на истата од оваа учебна година во 1 и 4 одделение и веќе се изготвени тие нови наставни програми согласно оваа концепција и согласно на националните стандарди, па со самиот тој факт веќе овие компетенции
во вид на знаења, способности и вештини кои што треба да бидат развиени кај учениците од областа на медиумската писменост се инкорпорирани во новите наставни програми за прво и четврто оделение, а исто така се застапени и во новите наставни програми кои што ќе почнат да се имплементираат од наредната учебна година во четврто и во пето оделение. Во земјава пред повеќе од 10 години Македонскиот институт за медиуми започна да се залага за воведувањето на медиумската писменост во формалното образование, што даде некакви резултати конкретно 2020 година, кога заедно со владата, со коалицијата формирана од група граѓански организации и факултети за новинарство и комуникации, со јавниот сервис МРТ и со поддршка од Европската унија, успеа да го придвижи овој процес. Дека медиумската писменост е неопходна, сметаат и наставниците, кои исто така би требале да се обучат за создавање на квалитетно наставно јадро и кои ќе умеат да ги препознаваат лажните вести, да потикнуваат критичко размислување кај учениците, да разликуваат факт, вест и мислење. На првата дводневна обука ние бевме запознаени со медиумската писменост, како настанува новинарски текст, што значи веродостојност на информацијата и како да препознаеме точна информација, со тоа што не запознаа со дел од техниките. Но следната дводневна обука што ќе биде со наставни содржини каде што ќе бидат вметнати елементи од медиумска писменост и тоа ќе биде повеќе поврзано со нашата наставна пракса. Од моето досегашно искуство како наставник можам да кажам дека послаба е медиумската писменост кај нашите ученици. Во делот кај што треба да имаат пристап до информациите, тие имаат знаења и вештини, тука се добри, меѓутоа во делот кај што треба критички да размислуваат и да ја придат на информацијата, но исто така и за етички и безбедносен однос кога комуницираат со помош на дигиталните уреди, тука има посебна слабост во медиумската писменост. Знаеме дека од најмала возраст децата во рацете држат дигитални уреди и лесно им се достапни море од информации во кои што тие треба да селектираат она што е веродостојно како информација од она што е лажна информација и таа истата да не ја споделуваат. Но исто така децата се и самите медиуми, како што кажав, и тие си пишуваат статуси, објавуваат лични фотографии, но исто така може да пишуваат и блогови и различни содржини, меѓутоа треба да бидат свесни дека постои и позитивен и негативен ефект од тоа споделување на информациите и морат затоа медиумски да бидат описменети. Исто така треба да се развива во голема мера и свеста за опасностите од споделување на лични информации на медиумите и заради тоа сметам дека од голема важност е медиумската писменост да се развива кај учениците. Треба да бидеме подготвени со нови вештини за новото време. Затоа што ако порано елементарната писменост значеше читање и пишување, денес значи да се биде елементарно писмен и ако ни е развиена дигиталната писменост, од чиј важен дел е и медиумската писменост.